Една изборна единица, 3, 4 или повеќе, отворени листи или не, ова се само дел од прашањата за кои веќе се разговара во политичките кругови, а кои се начнаа во рамките на дебатата за реформа на изборниот модел во Македонија. Нешто за што и ОПСЕ одиха разборува во своите извештаи во изминатите изборни циклуси. Критичарите на актуелниот изборен модел истакнуваат дека неговите ефекти се во зголемената централизација на политичките партии, малиот простор за внатрепартиско демократско одлучување, развојот на политичкиот клиентелизам и помалата одговорност за својата работа. Владата уверува дека ќе ги следи и ќе ги вгради сугестиите на експертите и невладиниот сектор за тоа во која насока треба да се движи реформата. Бидете уверени дека јас, како премиер и владата на Република Северна Македонија, со најголемо внимание ќе ги проследиме и анализираме согледувањата што ќе дојдат од сите вас. На тоа ја образуваат и препораките на ОПСЕ ОДИХР и Венецијанската комисија. И меѓународната заедница порачува дека за вакви измени неопходна е поддршка од сите политички актери. Една од клучните препораки на Венецијанската комисија во изминатиот период е дека изборни правила се менуваат само во согласност помеѓу релевантните политички партии. Таа препорака ја следиме заради тоа што сметаме дека клучниот консензус треба да биде за оние правила кои што го одредуваат легитимитетот на секоја власт, правилата кои што одредуваат начин на изборна власт. За сега ваков консензус не постои, зашто ВМРО-ДПМН е турка мнозински изборен модел, дуи не е расположена за една изборна единица, а опозицијската алијанса за албанците вели дека е за модел со дури 8 изборни единици. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.